Овде се собравме денес представници од повеќе институции од културата, од независниот сектор, музејски работници, локална самоуправа и така натаму, да даваме предлози по предлог стратегијата која што треба да се донесе до крајот на годината за развој на култура. Тоа е 5-годишен стратешки документ, така што предлозите беа од различни области. Значи, најмногу забелешки имаше од секторот театар, мислам, при Центарот за култура, значи тие бараат одделување од самиот Центар за култура и нивните најголеми дилеми беа во однос на децентрализацијата, на како таа ќе се спроведе и како театарот ќе продолжи да се финансира понатаму ако се спроведе таа децентрализација, трета децентрализација. Други забелешки имавме во однос на заштитата на културното наследство и правилна евалуација на самата работа на културните работници кои што го третираат самото културно наследство, во однос на авторските права, како тие се третираат и поголема нивна валоризација. Тоа беа, значи, главните предлози. Самиот проект на овие јавни дебати е замислен предлозите да доаѓаат од самите културни работници и, значи, културната политика да се спроведува по оска или по линија од оздола нагоре, не одгоре политиките доаѓаат па надолу кон сите културни чинители кои што се дел од таа културна политика и кои што ја сочинуваат културната политика и ја развиваат. Значи, исто така и целта на овие дебати беше и е овој систем да се малку децентрализира, бидејќи дебатите само се одвива на овие национални стратешки документи, се одвива само во главниот град Скопје. И сакавме вистински да ја децентрализираме, во вистинска смисла и носењето на таа културна политика во иднина и сите чинители од внатрешноста да се вклучат во одлучувањето. Театарска работилница како коорганизатор или координатор на овој проект на Културен зен од Струмица помогна во организирањето на јавната дебата за предлогот Стратегија за култура 2018-2022. Како што видовте, имаше поголем број присутни од повеќето области на културата, од музеот, од театарот, од музиката, од невладините организации и од библиотеката, се разбира, како и од Центарот за култура. Па се надевам дека заклучоците кои што се донесоа и кои ги забележа представниците на Министерството ќе бидат вметнати во стратегијата и дека ќе се донесе еден добар закон во поглед на стратегија за култура која што ќе биде репрезентативна и ќе може да функционира и на локално и на национално ниво. Па најмногу овој пат се говореше за театарот, веројатно затоа што тој има претрпено најголеми штети во последниве години. Како што знаете, во 2004 театарот ја изгуби својата институционалност, стана придружен дел на Центарот за култура со националната програма донесена од 2004 година и го загуби брендот кој постоеше од 1950 година, односно од формирањето на театарот. Сега, за жал, Прилеп нема театар, односно тој функционира како оддел при Центарот за култура и мислам дека и повеќето театри од разменувањето на информации со колегите во другите градови каде се случи ваква јавна расправа и тие исто се борат за одвојување, односно институционализирање на театарот, а веројатно понатаму без разлика дали ќе биде финансиран локално или на национално ниво, условите и критериумите треба да се подигнат на многу повисоко ниво.